За семејствата и блиските до власта нема зима, за финансиска сигурност и повеќе од убав профит, тука се државните тендери. Примерот со Евровија на внукот на Абдулаким Адеми, поранешниот партиски заменик на Али Ахмети, е само еден од многуте. Фирмата на Илмедин Адеми од државата доби 1,8 милиони евра за организирање на председателскиот и министерски совет на ОПСЕ во декември годинава во арената Борис Трајковски. Според обвинување на опозицијата, во бизнис вреден 35 милиони евра влегуваат и синот на лидерот на ДУИ Шкумбин Ахмети, заедно со внуците Дрини Бесијан, за изградба на фотоволтаична централа во рејонот на Кичево, а внукот на Али Ахмети, Дрин Ахмети, добива и државни пари. Тој стана актуелен во јавноста со добивањето на 39% од деловниот центар Соравија за 0 евра, но тоа не е единствениот негов бизнис. Преку 2 тендери одделем тој добил и 90.000 евра, а на сметката на младиот Дрин пари легнали од фондот за иновации, каде директор е Фестина Лили Кадар на ДУИ. За иновациите пари на фирмите на младиот бизнисмен легнале годинава меѓу февруари и мај, а вкупната сума е нешто помалку од 80.000 евра. На сметката на Еверест џД легнале 45.000 евра, додека Тор Индустрис добила нешто повеќе од 30.000 евра. Иако Дрин добива бизниси од државните институции, во државата каде веќе 20 години на власт е партијата на неговиот чичко, сепак вели вечниот лидер на ДУИ немал ништо со неговите бизниси. Mr. Ahmed is my uncle and God bless him. He's been a motivation through all my life because he's just, he's fair. He helped keep this country today. The lady asked me, do you speak Macedonian? We wouldn't have Macedonia today if we followed Ljupča Đorđevski splitting. Познат е примерот со Арберија Дизајн, која низ годините е еден од најголемите донатори на ДУИ, тие од 2020 па наваму според информации достапни преку јавни набавки, добиле државни тендери нешто повеќе од 6 милиони евра. Сепак функционерите од партијата на Ахмети не сакаат да говорат околу оваа фирма. Во септември минатата година, кога постојаа шпекулации дека го добиле тендерот за печатење на учебници, беше запрашан и Груби, но не беше расположен да говори. Не знам како да демантирам или да потврдам кога не знам, не сум во текстот. Покрај блиските на ДУИ, убаво се офајдуваат и блиските, па дури и најблиските на СДСМ. Еден од тие примери е сопругата на премиерот Димитар Ковачевски. Таа со одлука на владата доби државно земјиште за 70 денари квадрат за поставување на фотоволтаици. За Ковачевски тука немало ништо спорно, тој се изземал од седницата кога се одлучувало, а според зборовите на премиерот, бизнисот бил само на сопругата без никаква негова помош, па не требало да се бара проблем. Секој граѓанин може да инвестира своји сопствени средства, како што таа има инвестирано своји сопствени средства, и сето тоа е пријавено во сите надлежни институции, во антикорупцијска комисија со сите податоци, сите детали и сите тие податоци се јавно достапни, така да немам што повеќе да ви додам. Дали е тоа само нејзин бизнис или може би ваш семеен бизнис? Тоа е нејзина инвестиција која што има направено со своји сопствени средства. Значи без ваша помош. Па без моја помош, зашто би имала помош од мене во таа работа да инвестирате средства? Па да, меѓутоа тоа е инвестиција која што може секој граѓанин на државата да ја направи. За самитот на ОПСЕ, за кој пари доби Евровија, која важи за блиска на ДУИ, ке се офајди една од омилените агенции на СДСМ Рейтинг. Тие ќе добијат 100.000 евра за организација на истиот.